Од модернизацијата на вооружувањето и воената опрема до справувањето со сајбер и хибридни закани. Армијата на Македонија има за цел дополнително да ги зајакне своите капацитети и улогата во рамките на НАТО. На денот на армијата претседателката Гордана Силјановска-Давкова ја оцени како професионална, доверлива и интероперабилна сојузничка сила, при тоа нагласувајќи дека безбедноста бара инвестиции и прилагодување кон новите предизвици. Цврсто верувам дека колку е посигурна нашата сопствена одбранбена поставеност, толку е посуштествен нашиот придонес кон заедничката сигурност. Токму затоа, јакнењето на сопствените капацитети е и вистинскиот начин на кој што ја зацврстуваме својата позиција во Алијансата како сериозна и кредибилна членка на која што може да и се верува и врз која може да се потпира. Министерот за одбрана Владо Мисајловски рече дека модернизацијата на армијата се одвива според планот. Оклопните возила JLTV и Страјкер, артилериските системи Боран и поголемиот дел од системите за противвоздушна одбрана Мистрал 3 се испорачани, додека првите 2 нови хеликоптери се очекуваат до крајот на годината. Одбраната и армијата секој измина ден да бидат посилни, да бидат помотивирани и подобро опремени. Токму затоа наскоро ќе имаме и нов подобар колективен договор. Ново решение кое ќе биде во прилог на професионалните војници со навршени 45 години и од оваа говорница сакам да најавам и зголемување на платите и подобри услови за работа. Началникот на генералштабот генерал мајор Сашо Лавчиски рече дека изминатата година била успешна за армијата, која уште еднаш ја потврдила оперативната подготвеност и способноста за справување со современите безбедносни предизвици. Но безбедноста денес не се определува само на бојното поле. Хибридните закани, сајбер нападите, дезинформациите, обидите за манипулација со јавното мислење и нарушување на довербата во институциите представуваат сериозен предизвик за стабилноста и безбедноста на целото општество. На свеченоста беа доделени одликувања и признанија за припадници и единици на армијата. Современата армија започна да се гради во 1992 година, а денес, како дел од НАТО од 2020 година, е составен дел од заедничкиот безбедносен систем на Алијансата.